Ја не верувам дека ти све ова ќе стигнеш за 45 дена. Добро. Абе, кошулица, ама 15 дена треба да суши. Ќе се суши. Тоа значи, отидовме негде 18 октомври. После паркет, така. Паркетот треба да го стругаме. Па ќе го лакираме. Минимум 7 дена треба да суши, зашто децава како ќе влезат, тоа ќе мириса у несвеска паѓа. Кошулица. А што правиме со ова кошулица? Што правиме со ова, со таа, тие кои ќе прави? Се затвараме. Оти последната кошулица ти ќе ја правиш на 30. 10 души. Дај ова што имате тука, приклучил се едно друго, завршете сега, ова све да очистиме, за да ова насадиме трева и како со ова више да немаме работа. Насадиме трева, допуште. 3 стаклак има. Да, 30. Е Four Season последното или не е? 4 сезон. Добро. Варот, вака ќе го ставиме. Абе, треба да се дообработи, ама и да се дофарба. Парно цевкиве исто, луѓе. Значи, исто и парно цевките да ги пројдат. Да, тие ги питаат, Да, мораме и убаво и нив. Да, не ми кородираат после. Кој ќе се качува? Жени ли ќе се качуваат горе да ги... Онде прозорот го гледаш, тоа од озгора мора да се напуни убаво со трвол, ако сакаме да не ни пушта. Да. А ако оти може да се деси, мајстори само да го затворат со гипс картони и така да остане. Оти тоа ми се случува противпожарна заштита на пожарна заштита со гипс картони како што ќе. Да, од една и од друга страна. Ма тоа не е тоа. До челикот не доаѓа. Вака имаме дупла заштита. Не, брете, се може да кажете, но нешто и во проектна документација треба да се внесе и тоа да се сработи. Ја не знам и тие, како се кажам, проектанти какви се. Јас сум лаик, економист сум. Јас знам дека треба да има противпожарна заштита челик. Така е. Ако ама во проект, Зашто он ќе држи во случај на пожар до негде и наеднаш ќе клапне, ќе падне. Ајде да видиме. Наредната недела пак ќе дојдам. Ама ме плаши око дека ќе стигнете вие до 15 дена. Ние ви прифативме и ви дадовме 15 дена плюс. да, Затоа што кога беше црвена и жолта зона летоска, работниците не можеа да работат после 11 или како беше. За тоа ви пролонгираме, сега водете сметка.